Почитувани гледачи, наш соговорник во денешното интервју е градоначалникот на град Скопје, господинот Петре Шелегов. Господине Шелегов, ви благодарам што одвоивте време и што не примивте во вашиот кабинет за на нашите гледачи да им пренесеме што е она што градот го работеше во 2018 година и кои се плановите за 2019. Благодарам на вас што ја давате оваа можност да може да преку вашата телевизија да допре гласот до граѓаните токму за оваа година која што полека изминува. Така. Би започнала со најгорливиот проблем на Скопје, тоа е загадувањето на градот. Во вашата кампања ветувавте многу дека ќе направите да се реши овој проблем. Што е она што градот го направи во изминатава 2018 година за да на некој начин се реши проблемот? Прашањето со загадувањето мора да го гледате како комплексно прашање, не можете да го поедноставувате и нити постои нешто што може да го превземете како единечна мерка за да кажете тоа сме го направиле за загадувањето. Секое действување на градот е насочено кон намалувањето на загадувањето. Дали сакате од тоа дека баш оваа есен повеќе од 3.500 дрва се засадени во рамките на засадувањето на нашиот град, заменети се преку 500 пенушки од исечени дрва долж булеварите, тоа е нешто што го мапиравме во текот на оваа година. Оваа година отворивме преку 12 километри велосипедски патеки со цел да на граѓаните возможиме да користат алтернативен начин на превоз визави класичните автомобили или јавниот транспорт. Оваа година го зголемивме и бројот на субвенции за пелети, го имавме на 2 пати, порано се одиваше од еднаш. Оваа година воведовме субвенции за електрични мопеди, тротинети со цел да го обезбедиме алтернативниот транспорт. Засилено го вршиме инспекцијскиот надзор. Ги имаме таргетирано изворите на загадување согласно студиите. Еден е превозот, па имаме различни алтернативни мерки по однос на превозот, вклучително и бесплатен транспорт, кој што минатата зима го имавме. За среќа се уште немаме толку загадени денови во оваа сезона, сега, што не значи допрва ни предстојат зимски месеци, што не значи какви нема, тогаш воведуваме бесплатен транспорт, нешто што порано да речам го немаше. Во централното градско подрачје ослободивме од тротоари, од паркирани возила со поставување на столпчиња, значи со цел да ги демотивираме граѓаните да извршат, да патуваат со автомобил во центарот на градот. Инспекцијскиот надзор како вториот сегмент во смисол на индустријската прашина и градежната прашина е сериозно засилен. Веќе мислам дека е видливо присуството на инспекциите на градот Скопје на терен. Изрекуваме веќе казни, бидејќи очигледно дека во определени случаеви не можете само со добра волја да помогнете, туку мора да изречете казни. Сведоци сте дека во соработка со општина Гази и Баба преку снимањата кои што ги вршевме повеќе од 1,5 тон на гуми запленивме кои што биле наменети за затоплување на домови, преку 350 депонии оваа година исчистивме, иако тоа не е работа на градот, тоа е работа на општините, меѓутоа градот е град, една целина. Огновите на отворено посебно да речем ги имаме таргетирано со посебни екипи, тие се помалку присутни во нашиот град, барем во административните граници. Не сум задоволен од тоа како да речем во соседните општини Петровец, Зелениково, Илинден се работат тие работи, бидејќи во полето таму се уште горат, во нивите се гори за останата вегетација, ако тоа е забрането. Очекувам дека таму општините ќе влијаат сериозно, бидејќи тие се надвор од административните граници, меѓутоа географски се во Скопската котлина и тој воздух гравитира на секаде по градот и знаете дека лепеза од тие градежните објекти ги инспектираме во тоа смисол на камиони да не излегуваат со кал, со прашина да се мијат, изрекуваме казни за тоа. А во делот на затоплувањето на домовите, знаете и сами дека го основавме новото градско предпријатие Градски енергетски системи, во тек е постапка за добивање на лиценца за гасоводот, во тек е постапка за легализација на топловодната мрежа, која што очекуваме потоа да ни биде дадена нам како град на управување со цел да можеме да ја развиваме топловодната мрежа. Имам во предвид дека повеќе од 73.000 домакинства во нашиот град
затоплувањето го решаваат индивидуално, значи на неорганизиран начин, а затоплувањето во текот на зимскиот период е најголем придонесувач, односно контрибутор во загадувањето на воздухот, така што широка е таа лепеза која што градот ја работи. Загадувањето не е работа која што денес ја имат, утре не. Таа се манифестира на начин што од ден на ден ќе паѓа бројот на деновите каде што е екстремно загадувањето. Нешто што како тренд може да се рече дека полека почнува да ни се јавува кога ги компарирате, да речем, месец декември годинава со претходните 4 или 5 години наназад, каква била состојбата во градот со амбиенталниот воздух, така што очекувам дека ваквиот тип на стратегија, особено кога ќе почнеме ефективно да работиме со градски енергетски системи, полека на среден рок ќе не доведе до значително подобрување на состојбата на воздухот. Сметате ли дека е доволно ова што го направивте годинава 2018 година за воздухот во Скопје? Јас ќе бев навистина многу посреќен воколку кога дојдов за градоначалник, начекав систем кој што ќе можеше да се апгрейдува, да се надгради. За жал не постоеше систем, значи еве да речам Скопје-Велоград, како велосипедски патеки, проект требало да биде завршен во 2015. Помалку од 40% беше завршен. Ние само за една година изградивме повеќе велосипедски патеки отколку во претходните 12 години пред да дојдам јас како градоначалник се направиле. Беке или топловодната мрежа е нешто што била некаква одлука, меѓутоа не стратешка одлука на некоја претходна администрација, што градот го оставила надвор од тоа да биде активен чинител во енергетската политика на градот. Секогаш го кажувам како најдрастичен пример постоењето на топланата Север во северниот дел од градот, каде што е преку 150.000 наши сограѓани живеат, има само 776 корисници на топланата и таа е во сериозна финансиска криза, бидејќи таа е енергетски гледано изолиран остров. Значи таа произведува само за соседството и нормално дека таа скапа енергија што ја произведува е поскапа и нормално дека тоа ги дестимулира граѓаните да се приклучат. Ако ја приклучите таа топлана со остатокот од топловодната мрежа, автоматски цената на топлината ќе падне и од 40 до 60% што е поскапа сега, ќе се спушти во тој дел на градот, каде што, како што веќе реков, 150.000 луѓе живеат, и ќе привлечете повеќе корисници во организиран систем. За да се спојат, а таа топлана постои повеќе од 18 години, е потребно да се изгради цевка долга 2 километри. И сега, ме разбирате, затоа јас сум човек кој што сака да има системски приод, не шминка, не дневно, затоа што тоа не е стратешко решање на проблемот. Овој проблем е сериозен проблем и во него, ако не ја изградите стратегијата и перманентно не ја имплементирате, нема да може да зборувате за успех во борбата со загадувањето. Не постои решение кое што ќе каже до денес има, од утре нема. Тоа е перманентна борба и борба стратешка, на стратешки начин со стратешки действија. Тоа е нешто што како град го направивме, да речем, и почнавме да го имплементираме. Стратешки документ за овој град имам изработено, мапиране градот во кој дел ќе влеземе со гасификација, во кој дел ќе влеземе со топлификација, документ кој што не постоел претходно и тука можете да ја развивате градската стратегија за енергетска политика. Токму заради тоа е моето инсистирање на тие работи и очекувам дека тоа полека ќе ги даде резултатите. Не можете дневно видливо да го прикажете дека ќе се реши. Друг проблем со кој се соочува градот се кучињата скитници. Во полициските билтени секојдневно може да се сретнат пријави од каснати граѓани од кучиња. На што се должи таа огромна бројка на кучиња скитници по скопските улици и што прави градот за да се намали оваа бројка? Законот за благосостојба на животните е закон кој што е важечки 7 или 8 години. Согласно тој закон, овој град имал обврска да изработи така наречен регистар на домашни миленици, бидејќи приливот на животни скитници на улиците е најмногу од тоа што се отфрлаат новородени кученца на улиците од страна на несовесните сопственици на домашни миленици. За жал,
и тоа нешто не било направено. Во моментов во соработка со Агенцијата за храна и ветерина, и тоа ќе трае до март месец, до крајот на март месец, вршиме бесплатно чипирање на домашните миленици. Бесплатното чипирање на домашните миленици ви дава можност да конечно го направите списокот на домашни миленици и нивните собственици, кои што па потоа, по основ на чипираноста на тие животни, ќе можете да ги лоцирате дали редовно исполнуваат својата обврска, 2 пати годишно ги носат кучињата на ветеринарен преглед, бидејќи можноста за скотност на кучките е 2 пати годишно, токму заради тоа е такви законски прописи, тогаш ќе знаете која кучка е скотна, очекување на окучување, пак велам нешто што као стратегија треба да го направите и ќе можете да реагирате соодветно за да немаме физички прилив на кучиња скитници на улиците. Јас очекувам дека досега се преку 16-17 домашни миленици чипирани. Полека ќе дојдеме до таа една состојба. Ако го спречиме физичкиот прилив на животни на улиците, тогаш веќе ќе можеме да зборуваме за сериозно решавање на проблемот. Градот работи на зголемување на изработка на капацитет поголем од постојниот вардариште, каде што оведовме и парно грејење во меѓувреме, некои работи се сменети, далеку се од добри, меѓутоа далеку не се оди на подобро. Знаете, некојаш кога ќе ми речат лоши се условите во вардариште, се сложувам, лоши не се условите и во болниците, пак од друга страна. Знаете, не можете сега да барате идеални услови за животни скитници. Ние оведовме парно, ги реновиравме дел од кафезите таму, подлогата на која што се животните веќе не е земјана подлога, туку да речам се на некако во потопли услови, иако е далеку од задоволително. На крајот јас мислам дека во текот на наредната година ќе имаме едно вардариште што ќе има сериозно подобри услови за третман од една страна, меѓутоа еден поголем капацитет, имајќи во предвид дека веќе разговарам со дел од градежните компании во градот Скопје да во смисла на општествена одговорност овозможат на овој град да изгради еден посериозен капацитет кој што треба да биде новиот стационар на град Скопје за кучињата скитници. Тоа полека ќе се решава. Имamo предвид дека имаме преку 200 пријави годишно. 200 пријави се одливно околу 200.000 евра годишно од буџетот на град Скопје за оштетата на граѓаните, така што далеку се добри условите, меѓутоа ако не ја воспоставите стратегијата овака како што поставувам, вие можете што сакате да направите, нема да имате контрола на состојбата на дивите животни, на животните скитници на улиците. Патната инфраструктура во Скопје е исто така многу важен сегмент за градот, бидејќи бројот на возила во Скопје е огромен, сообраќајниот метеж. Секојдневно сме сведоци на сообраќајен хаос и метеж. Еден поголем проект кој што го најавувавте за делумно решавање на овој проблем е пробивање на булеварот Асном со изградба на нов мост преку Вардар кај Керамидница. Градежните работи најавувавте дека ќе започнат во месец ноември, но се уште не е ништо започнато. Завршена, имаше враќање на проектот од кога ќе се испроектира, се носи на ревизија, па се исправаа некои ставки по односи, заради тоа е доснењето, некаде е на крај таа работа и очекувам дека бргу ќе распишеме таа поставки на пролет, веќе таму ќе се гради, тој ќе се работи во 3 фази, така и постапката за тендерирање. Јас го најавив тоа, меѓутоа во овој град во моментот кога јас кажав дека ја започнуваме постапката, тогаш ќе започнавме постапката за проектирање на фазата Асном во делот на општина Аеродром, на мостот на реката Вардар и фазата Асном во делот на општина Газивава кај Скопското сајмиште во полн капацитет, да речем, во многу блиска иднина, во текот на наредната година ќе се почнат да се изведуваат сите 3 фази, ќе започнеме од мостот Близнаци кон салата Јане Сандански во текот на наредните месеци, така што тоа е нешто што е ongoing, што се движи и што се работи. Надвор од тоа го завршивме булевар Христијан Тодоровски Карпош. Првата фаза е, распишавме постапката и се работи веќе на Христијан Тодоровски Карпош, што е излезна обиколница. Земјените работи веќе сме излезени на обиколница. Јас очекувам наредната година тој булевар во полн капацитет да биде ставен на Што е она на што работеше градот во 2018 година во насока на подобрување и реконструкција на патната инфраструктура? Извршивме реконструкција, односно ја довршивме годинава партизанска во делот од Симпо до Мак Петрол бензинската на партизанска.
и ја почнавме и завршивме фазата на партизанска од Кружјотека Ѓорче Петров до мостот Обединети нации годинава. Зборувам за овие фундаменталните улици. Извршивме реконструкција на повеќе од 6 или 7 други улици, од Огњан Прица, Антон Панов е сега како една, Ацо Шопов во Ѓорче Петров како друга, Лондонска ја завршивме во Карпош, така што цело време таа работа која што се движи, во дел е приметна, во дел е неприметна. Скопје е голем град. Тоа што вие ќе работите булевар Партизански удреди во делот на Влаја не му значи ништо на нашиот сограѓанин или му значи многу малку на нашиот сограѓанин кој што живее во Лисич. Така или воопшто не ги видел активностите во тој дел, меѓутоа полека се, не можеме, тие се можностите кои што ги има овој град. Делот што е апсолутно невидлив за јавноста е тоа дека кога дојдов јас за градоначалник, нашиот град имаше договорни обврски во височина од 2 милиарди и 850 милиони денари. Дента кога го усвојувавме буџетот, тоа беше минатата недела за 2019, договорните обврски на овој град беа 1 милиарда и 714 милиони денари. Значи за повеќе од 1,1 милиарда денари или приближно 20 милиони евра во текот на оваа година намален од долгот на градот Скопје. Тоа па ни отвара можност да започнеме со изведба. Во овој момент се работи и Босна и Херцеговина и Христијан Тодоровски Карпош, 2 нови булевара, а еве го Асноме веќе пред нас, 3 нови булевара во исто време во Скопје не се градени од земјотресот навак. Во тека постапка за набавка на автобуси. Флотилата на ЈСП ќе ја менуваме константно и перманентно, не одеднаш, затоа што одеднаш па ни остаре флотилата и ги имаме тие проблеми во јавниот превоз кои што ги имаме. Тоа се дневни, да ги речам, проблеми. Сериозно веќе влегуваме во имплементација, непосредно после нова година ќе влеземе во делот на визибилност. Овој град набави нови корпи за џебен отпад, 950, ќе ги распоредиме, ќе имат граѓаните можност да ги видат, ќе го сменат ликот на градот, бидејќи ќе бидат сериозно подобри од тоа што се. Во тека е постапката за набавка на нови контейнери, нови возила за комуналниот отпад. Полека од година на планирање како прва година и година на финансиска стабилизација ќе влеземе во година на имплементација и визибилност, односно видливост на работите кои што ги работиме и Скопје од ден на ден ќе го менува или веќе го менува својот лик. Го имате Винтерланд на плоштад. Нешто што сега можеби ни делува нормално, меѓутоа беше новина. Многумина наши сограѓани со право можеби биле скептици бидејќи него не видоа нити го знаеа концептот како ќе биде и сега е добро место каде што можеме да си направиме добра предновогодишна атмосфера, луѓето да се дружат меѓу себе, тоа е суштината на овој период. Нова година доаѓа, Божик доаѓа, место кое треба да ги споделиме добрите надежи, љубовта кон своите блиски, така што полека ја враќаме некако нормалата во нашиот град, очекувам дека тоа од година на година ќе расте. Накратко ќе ни кажете и за состојбата во средните училишта во градот Скопје. Летниот период го искористивте за реконструкција на средните училишта, што опфати реконструкцијата и генерално какви се условите сега за средношколците? Во политиката проблемите постојат дека не ги решите и кога ќе ги решите луѓето забораваат дека постоеле. И тоа е окей, така треба да биде. Тоа е многу нормално. Овој град изврши реконструкција на фасади на 11 средни училишта, од вкупно 23. Нешто што никогаш не се случило. Што опфати? Опфати целосна енергетска ефикасност на тие објекти, да станат енергетски ефикасни, а за жал во минатото сме имале состојба каде што само лицето се фасадирало, како што е Јосип Брз Тито, гимназијата, а задниот дел објектот останал непипнат. И де факто не сте направиле ништо. Значи го завршивме, сега се комплетни, да. Бидејќи не фасадата е изгледот можеби надворешен, меѓутоа фасадата во енергетска смисла значи многу повеќе за еден објект и тоа граѓаните го знаат подобро од мене, тоа не треба да го објаснуваме. Значи ги завршивме сите тие работи на 11 од 23 посериозни зафати ќе имаме на гимназијата Цветан Димов и Хемиска и тука е во тек таа постапка кај што ќе добијат целосно нов лик, меѓутоа за мене побитно енергетски ефикасни. Во 7 средни училишта направивме тоалети за лица со посебни потреби.
водиме сметка за секој граѓанин поединечно. Порано немавме такви работи или имаше во едно до две училишта. Сега се обидуваме што е можно повеќе да влеземе во таков еден циклус, така што ги подобруваме условите на образовниот процес. Во секоја училница внесовме прочистувач за воздух, во секоја училница 572, што градот Скопје го прави единствена институција во Република Македонија или единствена општина од локална самоуправа, како сакате, која што го има направено тоа, така што барем периодот кој што нашите деца го поминуваат во рамките на средните училишта е да дишат чист воздух. Не се под градоначалникот на град Скопје ингеренциите врз градинките и основните училишта и заради тоа градот не може да го организира тој процес и таму, така што се надеваме дека општините ќе го следат овој пример. Па јас очекувам дека ќе го следат тој пример. Ние нашиот дел наму кај што имаме обврска и кај што имаме одговорност и кај што имаме право, ако сакате, веќе го завршивме, така што тоа веќе ќе минато во нашиот град. Од ден на ден влегуваат прочистувачите во секоја училница. За прв пат даваме стипендии на најдобрите спортисти во градот Скопје, бидејќи мојата идеја, императив и програмски определби во текот на кампањата, ако сакате, беше дека треба младите да ги посветиме повеќе на спортот отколку на други активности, да им го исполниме или да помогнеме во исполнувањето на нивното слободно време. 100 најдобри ученици во спортска смисла и екипи најуспешни во градот Скопје на сметка на градот беа гости кај своите врсници во Нимберг како збратимен град, каде што играа 7 утакмици, 6 победивме, една изгубија. Така што, да речам, во таа смисла сме сериозно посветени на средното училиште, на нашите најмлади сограѓани. Разни едукативни процеси се одвиваат со цел да се намалат тензиите помеѓу луѓето, помеѓу учениците, да почнат да се разбираат многу на поинаков начин отколку знаете. За среќа ни се зад нас некои ситуации и состојби кои што сме ги имале во средни училишта и мораме да контрибуираме секојдневно во тие процеси. Луна паркот и универзалната сала се објекти кои што се многу значајни за Скопје и за граѓаните на Скопје, меѓутоа не се во функција. Докаде се активностите за повторно враќање во функција на овие два значајни објекти за Скопје? Постигнавме согласност со Министерството за култура да се издвојат веќе средства и очекувам дека ќе започне постапката за реконструкција на универзална сала во наредната година. Луна паркот како проект се досега потрошени премногу средства за премногу лош концепт. Тоа беа договорни обврски, градот ги исплати во меѓувреме, прескапо платени реквизити, верувајте ми кога ви кажувам, и сега работиме тотално на еден нов концепт затоа што се сложен со вас град од големина на Скопје и град како што претендира или како што јас го замислувам Скопје или како што Скопјани го заслужуваат, едноставно мора да има забавно каче. Ќе влеземе набрзо во имплементација на таа работа. Тоа ниво на услуги што ние како администрација или како град треба го даеме нашите граѓани, го дигаме на сериозен квалитет повеќе, што впрочем може да го видите во зоолошката градина, што стана така рече култно место во текот на оваа година, затоа што успеавме да го изорганизираме начинот на функционирање на таа институција градска, апсолутно, така што тие се стандардите, сега до такви стандарди некаде доаѓате полесно, некаде мора да изодите еден потежок пат. Забавниот парк или Луна паркот на Скопје, за жал, мора да помине низ потежок пат за да дојдеме до тоа ниво, меѓутоа ќе добиеме како услуга од градот кон своите сограѓани едно сериозно светско ниво на услуги. На крајот, кога ќе го завршиме. Еден податок кој што го кажа директорот на јавното претпријатие Паркови и Зеленило е тоа дека градот годинава подигнал двојно повеќе зелени површини од минатата година. Ако минатата година била 65.000 метри квадратни, годинава се 127.000. 122. 122, така, или 120? 120, да, во ред. Така. Околу 120.000 метри квадратни. На што се должува? Дали ова е еден предуслов за кандидатурата која што објавивте дека Скопје ќе се кандидира за зелена престолнина? И со што друго? Моја да речам стратешка определба
и во текот на кампањата и во текот на оваа година беше зголемување на зеленилото. Тука не подразбираме нови 120 и нешто илјади метри квадратни површини, туку дел нови, а во добар дел реконструирани затоа што зеленилото на многу места во градот беше во критична состојба. До сега јавното предпријатие Паркови зеленило максимумот што го направил во текот на една година било околу 65.000 метри квадратни. Ова е скоро двојно повеќе во однос на други години. Тука сериозни средства и буџетски беа инвестирани и поддршка на јавното предпријатие. Не е тоа, зеленилото е само еден од сегментите за кандидатурата на нашиот град за зелена престолнина на Европа во 2021, нешто за што јас изборував во текот на кампањата. Ние таму аплициравме некаде крајот на септември. 23 градови од Европа аплицираа за таа престижна, да ја речам, награда или круна. Од тие 23, Скопје е еден од 8 града што влезе во втората фаза. И тука не се брои само зеленилото, тука се брои каква е вашата стратегија за која што зборував за енергија во градот, каква е вашата стратегија за јавниот транспорт во градот. 8 различни области се мерат и при тоа не е што е вашата желботека, односно листа на желби, туку што вие сте почнале да работите на сите тие критични области кои што се предмет на некаква обсервација од страна на Европската комисија. Значи, надвор од тоа што декларативно дали градот почнал нешто да работи. Во сите тие 8 работи стратешки градот ги има поставено и започнал да ги имплементира сите овие работи за кои што зборувам, што значи дека самото поминување во втора фаза значи дека во Европската комисија смета дека стратегијата која што јас имам постојано како градоначалник и што веќе е започната во сите тие сфери да се имплементира, е добар резултат кој што може нашиот град да го однесе во сосема поинаков квалитет на живење, имајќи во предвид дека таму се валоризира од кај сте биле кога сте дошле, што е стратегијата што ја сте ја поставиле, имплементирате и до каде ќе стасате. Така што мене ме радува што политиките што јас како градоначалник ги имам воспоставено дека во Европската комисија, јас тоа го држам во тајност од јавноста. Ако сте го аплицирале крајот на септември, информацијата излезе некаде средина на декември, отприлика можеби прва половина на декември, не по основ на информација од градот, туку по основ на официјално соопштение на Европската комисија од Брисел. Сега, ако таму ни ја валоризирале политиката како градска администрација што ја водиме дека е во ред, тогаш ја навистина мислам дека е добар начинот на кој што Скопје се движи. Можеби за некој недоволно брз, меѓутоа стратешки е добар и не води кон тоа дека овој град ќе биде навистина многу подобро место за живење. Така, Скопје исто така ќе се кандидира и за Европска престолнина на културата во 2028 година. Што значат овие две кандидатури за градот Скопје? Предизвик за мене како човек кој што води администрацијата, го води овој град. Од една страна, од друга страна, индиректниот нуспродукт успеале вие или не, и во двете кандидатури. Што ќе го добиете е трансформација на градот, трансформација на градската администрација, трансформација на градската управа, навиките на работење, навиките на делување, нешто што ќе се менува секојдневно и да не, да речеме, да не ги добиеме номинациите, ние ќе успееме во тие процеси, бидејќи тие се процеси интерактивни во соработка со меѓународни организации, да го промениме ликот на овој град и да ги промениме навиките и на градската администрација, дел од лошите навики на нас како граѓани, со цел да го подобриме живењето во градот. Така, во текот на нашето интервју вие споменавте доста работи кои што ги планирате за следната година, меѓутоа дали може да издвоите еден поголем проект на кој што градот ќе работи во 2019? Па и веќе почнеме Астон, ќе продолжиме со реконструкција, да речем, на клучните сообраќајници во Скопје, да подигнеме нивниот квалитет. На 3 јануари се отвара тендерот за проектирање на тунелите под Кале, за кој што јас смислам дека се еден од стратешките објекти, многу битни за комуникацијата во нашиот град. Сериозно ќе влеземе во имплементација на новиот концепт на комунален отпад, бидејќи очекуваме дека постапките кои што се веќе завршени ќе бидат тука, така што
очекувам дека ќе започнеме универзална сала. Доволно е, да речам, знаете, да, во овој град има многу работи кои што треба да се решават, се зборуваме за стратешките. За жал, тоа не е правено, меѓутоа во ред. Со макотрпна, секојдневна работа, мислам дека полека, после првичен еден бран што го имаше кај нашите сограѓани од незадоволство, недоволно брзо, полека работите легнуваат, зашто луѓето можат да ја препознаат стратегијата на градот и работите полека ќе си дојдат на свое место. Мене ми е императив во моментот кога тука ќе заминам да оставам позади себе нешто што ќе биде препознатливо во промена на начинот на живење на нашите сограѓани. Така, ние тука некаде сме на крајот на нашето интервју во новогодишна еуфорија во таков период, па јас би ве замолила една честитка до нашите гледачи да упатите новогодишна. Да заблагодарам на крај уште за можноста на овој начин да се обратиме на Скопјани. Дозволете ми во свое име, во име на тимот со кој што јас раководам овдека, да на сите наши сограѓани, вам лично, вашата редакција, би посакам и на сите граѓани, уште еднаш да повторам, среќна, успешна нова 2019 година. Здравје пред се, берикет согласно сопствените ангажмани на секој поединечно од нас. Многу успех, многу среќа. Сакајте ги луѓето околу себе, затоа што ако ја шириме добрината околу себе, ќе можеме секогаш да го најдеме најдобриот начин како некои работи да се поправат во однос на тоа што околу нас можеби недостасува. Секогаш недостасува љубов, секогаш недостасува добрина. Тоа е нешто за што не треба нити да дадеме, нити да вложиме, а можеме толку едноставно да го споделиме со другите. Споделувајте љубовта, споделувајте добрината, сакајте ги своите ближни, стрекни празници, стрекна нова година. Ви благодарам.